после тоа продолжуваат вести со Тања, имаш Шомовски. Значи тоа се легенди, ја може да се согласувам или не, те се супер ликови. Герман Филков, како се вика? Значи ти гледаш емисија емисија на телевизија едноставно Ема ти политичка. кликнува нешто у тој момент и ти си викаш јас сакам да сум ова. Апсолутно. Интересира политика или само новинар Те да интересира да си познат, не те интересира така, ништо. не тематиката? Да. И ќе помине после, не знам, еве колку што помина од кај мене, веќе 13 години, колку и да се, не сум вешт Добро. математика и ќе речеш сега не сакам веќе да сум познат, ако може онака да Истото никој ќе не кажа. знае. Истото ќе како го кажуваше тоа те интересира да си познат, мене ми доја ти кажам да, ама сега не те интересира тоа. Не, сега ме интересира, Тоа. ме праша преска со бевме на Кеј и буквално поминуваат луѓе, абе зашто носиш капа? Па да не ме познаеш. Истото беше полагав за оружје. Доаѓам на пријавница и се пријавувам уредно и искача полицаец подосно. Ти си Ландов? А шо си се скрил? Exactly. Тоа е. Леле. And yet, нешто се уште те влече. Нешто Ама се чекај уште... малце, застани секунда. не за... Чекај секунда. Знаеш што ќе прави? Не. Кога прв пат она ти дојде да си познат, и тогаш свати, пак, не е ова тоа. Не, прв пат сватив кога го имав најголемиот притисок, кога веќе уредував емисија која што се емитуваше од понеделник до сабота, со се сабота во живо, секој ден, јас единствен новинар, водител, уредник, спремачица, куварица, све во One man show. телевизија, да, во тоа 27 и тоа беше уште едно предобро искуство, каде што многу научив, со плачење седеш дома, со плачење доаѓаш, првата емисија Ама никогаш учиш. нема. Да, ама првата емисија јас не сакав да одам. Јас знам дека утре почнува сите се радуваат нов проект, ту почнува Урбан, така те шпици, те препознаваат луѓе, таа затворена телевизија, сите ја гледаат, македонци, албанци, сите ја гледаат. Да, така, едноставно, некако, затоа да. што е мултиетничка, значи на повеќе јазици. Јас до ден денеска сеќавам, се туширам, не ми се оди утре затоа што знам дека катастрофа ќе биде. Едноставно знам Зашо? дека нема ништо да биде како што треба, затоа што не е исто да идеш на терен, не е исто да се Што ќе позади биде камера. катастрофа? Знаеш дека ќе тута па трема, кога ќе се појавиш нема да можеш една реченица да сврзеш. Нема позади која се се скриеш. сеќаваш на попот, ма нема. Ти си тој ствар. Make it or break it Толку. is на твои плеки. Толку. Влегувањето во студиото ми било најстресното влегување во студиото. И тоа имаш ти уредниците стојат, не знам, од прв до последен, од утринска до се што и те чекаат. И најважното, директорката пуштена, прво идеш кај неја, се подиш во студио, едноставно таму. Ова е. Да, и ти вика, ајде Ландов, да, и ти влагаш. Ајде. Не, тоа шок. Ама шок, кога шок. помина? Кога помина, Утре искрено, пак. никој не ми рече многу си добар, сите ми рекоа мора ова да се подобри, не може вака. Освен режисерката одгоре која што ми каже Кико, don't worry, it's okay. Everything is okay. Бидејќи не беше од Македонија, беше од Албанија и викам ништо не е окей, ама ќе се правиме дека е окей. Ама од нешто грам задоволство да си исполниш душичката. Па веројатно цигарата која се спушти доле пред зграда, немаше ништо друго. Бен Афлек мемето. Не, тоа така, да, буквално. Буквално. Не, баш убаво И искуство, одма интересно. у прв корак не ќе више сум познат. А не во прв, помина 9 месеци, многу успешен проект беше. Урбан така и гледан проект, тоа беше емисијата каде што прв пат во забавната сфера имаше дебати и за музика, имаше дебати браво. за све, нешто што никој не го правеше, го правев јас. Добро помина, тоа беше дуелот помеѓу Меки Црнокрак и Дунавка Труфуновска. Ама не ги пратам тие. Да, али ги пратат Сум вашите слушнал, гледачи јасно, 100%, јасно, бидејќи јасно. тоа беше фама невидена. И Она кога- со срцето што го сгреши, Ете така, коцка што направи. Ете така, па се скараа со Мики Црнокрак што ја создал или не ја создал, па јас ги викнав во студио, па она не сакаше да седне со него, па тоа беше една голема драма, пошто тогаш се правеа драми да ми биде интересно, ако не ми биде интересно, мене немаше на Ама публика. никој друг тој ме нема да го направи. Не. И ти си кажеш go for glory, јеби. Да. И брзо се навикнувам ја на работи. Месец и пол ми е сосема доволен да се впуштам во оптек, после ми станува рутина. Исто да беше и со претрес. За месец и пол си го достигна вајда тој стравот си оди. Да, и уживаш во тоа, идеш со Има напрчен момент, нос е по тоа, улица, тоа. убаво ти доаѓа. Многу ми е мило што многу рано ги поминав тие. Тоа е Браво. предноста во тоа што ме прашуваш ти. Мгм. Како го поминуван или сакаше да уживаш во детството, јас во детството малку поинаку го преживев и реално мислам дека сосрав пред другите да помислуваат или да осознаат што е созревање во животот, така што благодарност што и да е таа сила која што го направи сето тоа, што го направи толку многу рано, затоа што ако
Ме прашаш мене, јас никош не сум се дружил со мои врсници. Не сум Се со можел. постари. Да, многу со Што поодрасни. ќе се дружиш, бружо, ти на работа си почнал да идеш ебата на 15 години. Ти стварно со 40 годишни се секој дружиш, ден идеш идеш. у Не е телевизија. тајна дека во тоа време да взимаш плата од 450 евра беше плата. Пред 10 години? А да, повише од 10, 11. Како не бе, Си ни полнолетен уште бе Па не човек. полнолетен тука како Минималец не беше 6 до 9 илјади нешто? Така беше Не, бе, по закон 9. 12 или 13 илјади така Покасно беше. 12 Можно години. е, не, 9 че беше, мислам. не баратам со бе, години, тоа е затоа да не. Тоа е некој 12 е друг као минималец е 14-та, тоа. 15-та, да знаеш.